само доверба до безвест, а фактички пари само за да отидеме до Франција и да не можеме да се вратиме назад. Ако не победам оваа трка, викам, стигнавме до... колку? Не, 500 евра беше награда за прво место. Ти трошиш 10.000 да тоа е само. Трошев дефинитивно. Мора да освоиме ова, да се вратиме назад. Да, мора викам да бидам прв, иначе остануваме тука, малце така. Вау. И дефинитивно победив на таа трка, мислам дека поставив рекорд. Тоа е оној проблем што ја не знам кај ми е мојата граница. Сакам секогаш да одам над моите можности. Е тогаш сте вие будала. И едноставно излетав, имав тумбање некој, не знам, 8-9 пати. За моја среќа излетав во нива која што беше со пченки, со такви чуда, немаше карпи, немаше камења, немаше дрва. Иначе дефинитивно немаше да видам тука сега кај што зборев. Мојот татко седеше и го гледаше сето тоа во живо, а некој човек од позади па го снимал него. Ако нешто е повеќе од јасно од сите овие епизоди на нашиот подкаст, зборот перформанс може да има најразлични дефиниции и сваќања. Ама едно е заедничко за сите, дека никој никогаш не направил ништо сам. И како знак на поддршка, проверете ги линковите во описот што е доле под видеото, во делот пријатели на подкастот. Игор, Иџе, здраво. Welcome Здраво. во нашево студио. Баш ми е мило што сум тука. Нас ни е уште помило што дојде, што прифати. Знам у кои гужви си, усади не знам, не можам да замислам у кои гужви си. Преактуелен, ти спомнав и сега дур си седевме, како најавив дека ќе снимам со тебе и имаме така дел кај што им даваме и на гледачите нешто да се потпрашаат. Значи ме историја од прашања. Баш ми е мило што се луѓето те заинтересирани да одговориме на некои прашања кои што можеби до сега ги немаат слушнато. Да, и во знак на перформанс, слободно, ја можеби не се разбирам до толку, ама ти давај одговори како да збориш со најтехнички упатениот автомобилист. Ич не ме штеди на термини. Така што огромно фала на Мишко, како прво, од Кочани, кој што ми дае многу добар список на прашања и многу сакам него да го испоштуем одма. Него го интересира како и од каде се набавуваат делови за колите. Старото Mitsubishi Evo и Hyundai VRC. Значи, до толку те прати, ти ги знае и коливи, и моделиви и све. Проблем за делови воопшто за тркачки возила во Македонија голем. Дефинитивно немаме негде како што може да ги донесе тие делови во Македонија. Кога го возев на Mitsubishi кој настапува в 2013, 14, 15, за него се грижеа професионален тим од Полска. Ford Turbo беа луѓето кои што Ford Turbo беа луѓето кои што ми се најдоа на трка кога имав еден тежок инцидент. Искочи прилика да бидат покрај мене во боксот кај што се наоѓав и едноставно дека ја бев со мал тим тогаш. Знам, се сеќавам дека во Чешка бев на трката со мојот татко и еден механичар Тихо кој што беше со мене на таа трка и имав еден голем инцидент на тренингот. Се трудевме да го направиме возилото, меѓутоа некако ни фалеа и делови, и време, и луѓе за да стигнеме на трката. И се сеќавам дека луѓето кои што беа до мене од тимот, поточно од Ford Turbo, дојдоа нивните механичари, инженери, буквално во 5 до 12 веќе наместен во возилото, ја со кацига, со све не ќеше да запали. И се сеќавам инженерот Лукаш по име влезе во колата, дури рацете му се тресеа, мене веќе ме најавуваа за старт да одам на стартна позиција, колата не пали, не знаевме ни дали е доволно направена. И за среќа заврши втор таа трка, меѓутоа искочи едно големо пријателство помеѓу мене и Лукаш, инженерот кој што е главен во Ford Turbo, и дефинитивно тогаш па тие 2 години ме пратеа за сите трки, сите оние потребни делови кои што треба да бидат за да биде возилото во топ состојба и ден денес имаме сериозни контакти со нив. А за овие возила кои што ги возам последниве неколку години, поточно за Hyundai-то,
Тоа е набавено од работилницата Hyundai Motorsport, фабричка работилница. И деловите, огранок. посебен, се наоѓа во Германија, бев на посета по повик од Андреа Адамо, главниот директор што е на Hyundai Motorsport фактички, и сите делови се набавуваат од таму. Не може, доколку немате возило или не сте член во тој дел, да набавите нити никаков дел, нити никоја информација да добиете. Малце се строго чувани тајни околу нив, така да не се нормални не делови. може секој не, апсолутно, сосема различни делови. Добро, може да се набават само од таму. Како оди, се викаш од Полска екипата што го одржувале претходно возило, а ти си тука? Како е Малце тоа? беше тежок период. 2014-2015, кога станав поточно европски шампион, беше проблем, бидејќи имав мал буџет на средства, мали спонзори, сето тоа беше некако проблематично. Мислам дека во 2014 направивме негде околу 55.000 километри изминати од Македонија до Трки. Релација по Трки. Скопје, Италија, меѓутоа што е многу во рок од 6 месеци додека се одвиваат трките. И имавме ситуации да пред да одиме во Италија мора да отидеме во Полска да го измапираат во возилото, да го проверат, да видат све, иако има механичари кои што ме пратеа мои, меѓутоа за оние технички проблеми кои што не можешме да ги решиме ние, мораше да се оди таму и буквално скоро пред секоја трка одевме до Полска, па од Полска на трка, па после тоа пак враќање до таму или во контакт директен со Риф, така да интересен период. Вау, браво. Мишко исто така го интересира твојот возен парк. Дали имаш колекција? Имам, чувам, чувам. Види вака, сега не ги чувам моите лични автомобили со кои сум се надпреварал до сега, меѓутоа имам тркачко југо кое што почнав во периодот од мојата кариера, Пежото исто тркачко кое што е со кое што исто се надпреварував, го чувам, го има мој драг пријател кај него во гаражата, така да жал ми е што не го сочував тоа Мицибуши кој што станав европски шампион, меѓутоа ми требаа средства за да купам нов автомобил и мораше да го продам, но љубител сум на можеби некој ден ќе си ги вратам назад, пак имам некоја замисла, доколку искочи опција, знам каде се возилата и кој ги вози и тоа се пријатели мои. Можеби додека ако изнајдеме средства да ги откупам и да си бидат во моја собственост. А не тркачки коли? Не тркачки по дома имаш? Па имам BMW, јас немам многу возила, имам 3 возила, меѓутоа така, не сум многу љубител на коли за низ град, за нормално возење. Не сакам нешто да се брзи, сакам нормално возило кое што ми е добро за напад. Така да не знам зашто осеќав и знаев дека ти е така, ова си е професија, ова си е пасија и не ти се мешаат двете, ти знаеш колку пати го имам слушнато оноа, иđe низ град, нема гајле. Не мешајте баби жаби, ова е спорт. Што би било сега ако некој боксер земе по лица тепа луѓе или нема врска. Да. Океј, кул, идеме понатака. Дали имаш дрим кола као? Па имам, сакам, види, желба ми е да ги спојам сите 3 дисциплини. Автомобилизмот е поделен во 3 дисциплини. Кружни надпревари, ридско-брзински надпревари и ВРЦ, ова рели шампионатот. Добро. Јас сум ги поминал овие 2 кружни надпревари, ридско-брзински, рели не сум пробал до сега никогаш. Желба ми е и заедно со мојот тим работиме да во следниот период се појавам на такво надпреварување. На ВРЦ? Па не ВРЦ, Европскиот шампионат, ИРЦ има и тоа некој класификација, иначе во светскиот шампионат ВРЦ е многу тешко бидејќи се само фабрички тимови и неколку возачи, но Европскиот шампионат рели ни е некако цел во моментов и доколку собереме финанси и све оно што е потребно, апсолутно мислам дека ќе направиме добри резултати на тоа. Имаш дрим кола замислена за тоа, некоја идеална? Ти кажам не. Види, тие возила во таа категорија се скоро идентични. Тоа се нијанси кои што делат зависност како би ти легнала кој модел, меѓутоа се тука негде со перформансите, така да немам нешто да бирам. Биоделна варијанта
возило кое што ќе го најдат моите спонзори, бидејќи разговараме со некои импортери, кои ќе им биде интересно нив да Океј. набавиме таков автомобил. Супер. Добро, вие другиве прашања и онака јас многу сакав да ги дознам деталите, така што може се префрлиме на моите прашања. Не, има една. Ова ја не ја разбирам, може ти ќе разбере. Која лиценца ја имаш за трки и како се добива? Па лиценца, види, се добива врз основа на постигнати резултати. Да, почнувате со ранг категорија надпревари во државата, меѓународни надпревари, А, Б, С, Д, има таква деградација, сега е нова по како идеш FIA. на нив Јас без имам, лиценца или имам, како? не одиш без лиценца. Лиценцата ти ја дава автомобилистичката федерација во сопствената држава, која што е под FIA. И со она што го имам освоено двете европски титули, имам лиценца, можност да возам и во Формула 1 надпреварите. Да, меѓутоа тоа е по некоја градација, кој ќе освоите некој ниво такво, добивате таа лиценца што е најголемата, но можностите за тоа се нула. Океј, значи важно има цел систем таму. Да, апсолутно. Вау, добро. Фала многу уште еднаш на верните гледачи што мене ми изненадува колку многу луѓе се информирани и упатени во автомобилизам. Ја ти кажав и пред да почнеме, не сум до толку. Добро, нормално. Мојата позадина е трчање, возење, ама нешто што е заедничко за сите овие ствари, рековме, е перформанс. Так. И несомнено е дека и твојава сфера на работење невиден перформанс. И сега тука ќе почнам ја да пробувам да те разберам подлабоко, дознам што клика, кај како е дојдено до шампионски калибар. Како се навлекува човек на овој спорт? Која е твојата зародиш? Како почна? Кога реши дека ова е дел од мојот живот? Дефинитивно уште од најмала возраст. Не знам, имам некои снимки кои што уште не се објавени нигдека, на мои можеби 6-7 години. Што збориш во толку? Картинг, да. Твоите ти имаат пуштено негде некако... Види, исто брат ми е надпреварувач и автомобилист. Постар? Постар, да, 4 години. Он прв влезе во светот на брзината, ајде да кажам. И дури мислам дека две сезони возевме заедно, бевме ривали на стази, да. Имаше интересни дуели. Така да, уште од мали нозе памтам дека мајка ми не однесе на Подкале, имаше стаза тогаш за картинг, таму беа картинзите и ја го памтам. Да, тоа беше тоа, отидовме таму, извозевме неколку кругови, имам членска карта, мислам со број 2 или 3 во тоа време. Автомото друштво Водно, да. И некако така почна сето тоа. А мислам дека главниот сегмент што ние двајца влеговме во овој спорт е тоа што живеевме на Водно. Куќата ни беше на самиот старт на кај што започнува трката на Водно. Што и едноставно се последните куќи последните горе? Куќи таму, точно таму, и тоа ни беше пасија, деца од Водно немаше друго. Што било? Значи 80% од сите надпреварувачи во Македонија, ајде да кажам сега, потекнуваат од Водно, бидејќи немавме што друго него само трки. Тренинг стазата одма тука. Апсолутно, само возила, само прво со точаци па мотори и некако после коли, така да дефинитивно Водно е она што ме натера да се впуштам во трките. Вау, ме изненадило, има смисла, ама не би рекол лич. Јас учев во Кочо Рацин доле основно школо и иако се преселивме потоа во аеродром, останав да учам во Кочо Рацин. Значи апсолутно кога имаше трки период недела дена пред тоа, пошто доаѓаа тренира, ја цело време дремеше горе, на Водно, да, апсолутно. Чекај да те повозат, гледај ги цело време. Добро, у овој пат спомна и мотори, као ту патешествие во си ги поминал. Заљубеник сум исто во моторите. Возев мотори пред тоа, да, пред да положам со ова, возев мотори
и дури ден денес сум љубител на мотори, претежно на крос Аха. мотори, дури еден период активно така бавење, па имаше период каде што Исто сакав да одам на надпреварувачки? не, имаше период каде што сакав да се надпреварам и во тоа, меѓутоа поради X случаи не отидов на тие надпревари и така. Океј, сега. Јасно ми е зародишот на пасијата, мали, од мали нозе, океј, ама во кој момент, у кој период сваќаш дека ова може да е кариера? И дека, откако ќе решиш дека може да кариера, тогаш збориме на скроз друго ниво на посветеност и инволвираност. Од кога земам возачка фактички од 18 години, само што положив, веќе спреми возило, го продадов моето, има спортско југо тогаш да низ град, сето тоа спремно и го продадов тоа за да направам тркачко, Значи тркачко ти југо. чекаш, онака, чекаш да апсолутно. напуниш 18 за да Да. Ти И си почнав. со желба веќе Так, за тркање. так. Вау! И почнав од тогаш и од тогаш дефинитивно знаев дека нема враќање назад, пуштен на максимум, да. И Вау! од 2003 година па до сега мојата прва трка, 2002 пардон, мојата прва трка па до сега еве активно бавење скоро 20 години. Ако слободно провери си, не е проблем. Не е проблем. Добро. Океј, сега ќе рипнеме многу години, оти можам да разберам, познато ми е тоа, од моментот кога ќе ти влезе и кога си решил дека е тоа пасија и дел од мојот живот, сега веќе ми е јасно и од мене и од доволно гости што дошле, што се обседнуваат и после тоа, гото ти си обседна, тебе секојдневието ти е, у секој момент гледаш што да се научиш, што ќе ти помогне, дур да дојдеме до Стефановски Рейсинг Тим. Тоа е за мене, за јако лаик, Формула 1, мислам, кој ќе ве видам вака, посебно последнава година, 2-3, па со тоа камионот, па со тоа брендингот, па твојот имидж, твојот став, твојата поставеност, тоа е world class за мене. Може би, мислам, очигледно Формула 1 е друго ниво, ама, прво што ми доаѓа е Формула 1 со стотици милиони евра, билиони, не можам да замислам. Ама и ова ми делува светска класа. Добро, за колкави... Како... Буџети. Да, колкави буџети Големи. и не дека толку ме интересира сувопарно бројката, повеќе може ме интересира логистички и административно. Да. Спонзори, награди, од джеб, од... Како се одржува таа машина, човече, тоа е ненормално. Значи, дефинитивно од 2013, кога го набавив тоа Мицибуши и Така? кога решив дека ќе одам ја до тој период возев на интернационални надпреварувања, регионални тука, Што се вика од джеб. бев шампион, да, во Централна европска зона, сите тие, не знам, имаше некои купови кои што беа организирани. Ајде да кажам бивша Југославија и тука ги надминав сите. Станав шампион, направив рекорди скоро на сите патеки и дојде ситуација каде што сакав да одам нагоре. Балце беше проблем за да се купи возилото, се набави. Јас го купив шампионското возило кое што беше од Петер Јурина, Словак. И во тој момент чинеше 45.000 евра возилото, да. Ова е од Мицибушито. джеб. Тоа беше од джеб, дефинитивно, да, помош на мојата фамилија, сите оние кои што се околу мене. И тоа беше некаков пресврт во мојата кариера да ја се впуштам во европските трки. И имав план да возам европски шампионат, но никако немавме пари да собереме, бидејќи стварно 12 трки, 12 различни држави, многу финанси, јака конкуренција, сериозни тимови. И некако дојдовме до ситуација да, ајде ќе одиме на прва трка во Франција. Се сеќавам, дури направивме и прес тука дека сме спремни, дека дека се плаши Ќе падне конкуренцијата. титула. Ние само доверба до безсвест, а фактички пари само за да отидеме до Франција и да не можеме да се вратиме назад. И дефинитивно отидовме во Франција
и уште на самиот тренинг кога ги видев времињата дека можам да им парирам на шампионите кои што биле до тогаш, ми даде некоја самодоверба страшна, дури на тимот им реков, викам, ако не победам оваа трка, викам, имаше награда од 500 евра, ако не ги, затоа што види трошоците кои што стигнавме до... Колку? Не, 500 евра беше награда за прво место на тоа надпреварување. А ти трошиш 10.000 да тоа само. Ние што трошевме нема везе, него немавме пари, не испланиравме дека патарина ќе плаќаме како за камион сите тие работи и немавме пари за да се вратиме назад. Дефинитивно мора да освоиме ова за да се вратиме назад. Мора, викам, да бидам прв, иначе стануваме тука, малце така. Вау. И дефинитивно победив на таа трка, мислам дека поставив рекорд и од тогаш почна така све нешто, цела екипа моја што беа луѓето тука се заангажираа за спонзори, за бркање едно друго. Иако дававме доста пари од свој пари во тој период и почна со освојување едно место, друго место, трето место. Така почна да се редат победи, рекорди и за ден денес дали е веќе sustainable што се вика, да, преокрет дојде, види, интересен период на мојата кариера имав ситуации после тие две европски титули 2014-2015 добив понуда од словенски тим да возам за нив. И да се префрлам во кружниот шампионат, што беше предизвик за мене, бидејќи ваму направив од 12 патеки на 9 рекорди поставив, ги надминав времињата кои што ги имале сериозни надпреварувачи Рицкото, да. Ги надминав моите времиња, мои рекорди соборив од 2014 во 2015 си миѓање за уште неколку секунди и дојде ивица на веќе надмината границата. А многу мои колеги, бидејќи таков шампионат е овој рицко-бразинскиот, каде што гинат на самите надпреварувања и многу мои конкуренти, луѓе што се во тој свет гинеа, значи по тројца, четворица на сезона така излетуваат. Зона гинат, умираат. Возни, да, не мислев од многу напор. Не, на самите надпревари. Буквално умирање. Да. Излетуваш, тоа е првенство каде што ти да речеме како на водно да одиш со 200 и нешто километри на сат и не дај Боже нешто се деси, немаш зони за излетување, покрај тебе се карпи или дрва. И тој период дојде до ситуација да, ајде викам, иđе крени рачна малце и дај да видиме да се префрлиме. Доста е, затоа што више немаш граница, се бориш сам со себе, знаеш, а тоа е најтешко. Да. Сакаш секогаш да го надминеш своето и више ја поминуваш границата на нормалното, разбираш. И ајде едноставно да пробам во овој шампионат. Ми дадоа добра понуда словенците, словенски тим, кој за жал искочи дека таа сезона дека не беа со чисти намери, знаеш, требаше да имам конкурентен автомобил, да биде све како што треба, но знаеш како од европски шампион двократен доаѓаш во првенство и доаѓаш во ситуација да не можеш да завршиш трка, доаѓаш во ситуација да се бориш за последна позиција. Иако на сите тестови пред сезоната доминирав со страшни времиња, со одлични времиња, со времиња кои што би те ставиле во први 3 позиции. И за жал да ние сватиме дека негдека при крајот на шампионатот, последните трки, дека сето тоа е игра, бидејќи во мојот тим имав португалец кој што плаќаше сериозни пари за да вози во тимот кај словенците. И едноставно ја бев оној кој што словенците ме повикаа као двократен европски шампион, меѓутоа секогаш требаше да бидам позади оној што финансира. Втор возач, да. И сите оние делови кои што беа на неговото возило монтирани, најдобрите делови кај мене. Знаеш, ама касно го свативме сето тоа, да последната трка од шампионатот, покрај сите нервози, одлучив да сменам тим. Иако беше тешко, требаше да се платат нови котизации. Дозволено е, да, меѓутоа плаќате котизација за учество, дополнителни 6.000 евра за учество на самата трка. Изнајмив комплетно нов тим од луѓе кој што кошташе 25.000 евра, ново возило само за таа трка во Имола. А имав повикано, да, за една трка. Толку чини, зависи на кружните трки, може да дојде до ситуација и да плаќате околу 40.000 евра по трка. Да. Тоа вклучува хонорари, механичари, луѓе, логистика, гуми, сето тоа што е потребен за тие 4 дена колку што се одвива сето тоа. Да, и смени. После
ти викам таа сезона сменив и само што влегов во друг автомобил, во добар автомобил, прво место. Так, први на прв тренинг, прво место, втор тренинг, квалификации четврто место, на првата трка прв, со најдобро време во Имола до сега направено со ТЦР возила. И да ти кажам, тоа беше преокрет, бидејќи психички бев стварно утепан за... Не знае више што се дешава, многу ме уништија психички и самите луѓе од Словенија и тимот. Знаеш, со некој си цело време зборување дека можеби вика дека ти не си за овој шампионат, брдото е сосема различно. Знаеш, цело време некои такви удеси, све нешто се дешаваше. Дефинитивно тоа беше преокрет за дали ќе продолжам или ќе застанам со кариерата, да. Дефинитивно, бидејќи нити има толку една сезона истера со нив. Нити има финансиски можности да продолжам понатаму. Бев стварно заглавен со финансии за да можеш да го продолжиш сето тоа, знаеш. И што се деси? И на таа трка дојде еден пријател кој што до тогаш не се знаев, мој спонзори кој што ми беа, имав покането на таа трка и цел автобус со новинари од Македонија беа дојдени, така организација некоја беше направена, притисок до плафон, но за среќа искочи се како што треба и ме повика, иначе се вика Дане Кузмановски, пријател и човек кој што е покрај мене ето од таа година па се до сега. И едноставно ме повика и ми рече, вика, на самата трка која се деси тоа, која победив, те чекам во понеделник во Скопје, нема повеќе да возиш за други тимови, ќе возиш, вика, под македонско знаме, вика, све што треба ќе обезбедиме ние. И така почна се тоа, дојдовме, направивме тим кој што е сега се вика Стефановски рейсинг тим и кој можам да кажам дека многу повеќе респектиран надвор, верувај, вие да дојдете на некоја трка каде што ние настапуваме, ќе мислите дека сме како не респектираат сите тие луѓе, каква чест ни даваат и колку не ценат, дефинитивно не одскокнуваме од многу од тимовите од Формула 1. Дефинитивно. Не знам за други, а ти реков, мене таков печаток ми остава. И сме првиот македонски тим кој што се појавил на тие европски надпревари, на тие сериозни надпревари и ден денес ми е мило што ете до ден денес функционира Стефановски тркачкиот тим и прави сериозни резултати. Значи позадината е некако има и инвеститор, има абсолютно, и награди, има и спонзори, почнавме да малце посериозно со бркање спонзори, иако е тешко и ден денес е стварно тешко да се склопи еден буџет, бидејќи таква е ситуацијата воопшто во светот, не само кај нас. Дефинитивно е тешко да се обезбедат, но благодарение на тие спонзори, на тие луѓе што се околу мене, што работат, што прават све за да може да настапиме на трките, ги правиме овие резултати. Благодарение на перформансите твои. Се слагам, меѓутоа без тоа, знаеш како тоа е спој кој што мора да функционира како што треба. Па баш убаво. Баш како доовме до Стефановски рейсинг тим, браво. Сега перформансот. Да пробаме да го разглобиме. Ајде. Јас сум, ти реков, други спортови. Ама ќе пробам да ти дам пример, па да пробаме некоја паралела да повлечеме. Ако земеме пример тркач. Добро. На кој што бината, сцената на настап му е, не знам, стадион или стаза некоја или што и да е. И неговиот перформанс е таа минута, саат, два, колку и да му е трката. И он го направил перформансот. Тоа е олицетворение на макотрпниот труд што претходел на перформансот. Тој тркач го деконструира перформансот на поединечни компоненти. Добро. За атлетичар, значи треба да имам брзина у нозе, треба да имам издржливост тука, треба да имам, не знам, снага, вака, така, знаеш. Так. Што се тренира, да речеме, атлетичар. Како помогни ми да деконструирам рейсинг, драйвер, перформанс на, една етапа, едно, како се вика, имате сезона од не знам колку трки, да. Една трка, едно седнување, возиш 3-5-7 минути, кои се вештини, како да го деконструираме сега перформансот, за да те разберам после, да те прашам, како ги тренираш поединечниве компоненти? Вака, апсолутно вака. Значи, сето на што го кажа е така, во професионалниот спорт оди како што го кажа ти.
Проблемот е кај нас што јас воопшто не ни тренирам. Зборам од аспект на возење, бидејќи кај нас немаме тркачка патека, немаме патеки кај што може да возиме. И сето тоа останува да ја го правам само визуелно во мојот мозок. Не збори. Да, мојот тренинг се состои, и тоа има многу чудно на луѓето кои што одиме по трките, бидејќи они се цело време професионалци и цело време тренираат на тркачка патека. Така, Значи све што прават, кај мене е малце подруго и можеби затоа е така и чудно. Да. Јас сум еден вид на човек, да речеме, кој што, да ти давам пример, да сум на надпревари во пливање и да тренирам во када. И да одиш да ги победиш најдобрите таму. Добро, како човече? Апсолутно, па така, види, да живееме во држава каде што имаме да сме во Италија, каде што возев ја минатите 2 години италијански шампионат, и таму во на тие надпревари ги победуваш најдобрите на нивни патеки, на патеки кои што поминале безброј километри со инженери, со точно знаење во која кривина, со каков перформанс на возилото да влезат, да наместат сетап и сите тие работи, доаѓа некој тим од Македонија, некој дечко кој што ги дере таму, разбираш? Не, сум ја видел, меѓутоа сакам да ти кажам ги дереш, Така да. Разбираш? Тимови Италија која што е лунка на мотоспортот во цел свет. Да. Сега, како ги тренирам? Да речеме, види, во сегмент на ридско-брзинскиве трки и кружниве надпревари имаш различни погледи. На кружниве надпревари не е толку проблематично, таму требаш да се фокусираш повеќе на перформансите на другите надпреварувачи. Едноставно да им влезеш во мозок, да знаеш како реагираат во која ситуација, што би направиле. Мора да го испиташ. Претежно тие, да. И се трудам цело време да ги гледам моите конкуренти на видеотрки, на социјални медиуми, сегде кај што они возеле, да им ги знам, да им предвидам во каква ситуација како би реагирале. Дали е агресивен возач, дали е прљав возач, дали е чист, дали би се уплашил ако му влезе, да, затоа што имате буткање, да. Да. Така да, а во ридско-брзинските надпревари све е во главата, во мозокот. Меморија страшна, бидејќи јас да речем одам на стаза која што е во Шпанија, не сум ја ни видел. Добро. Стаза од можеби да биде и до 18-20 километра. Чисто за пример ќе ти кажам стаза во Италија, која што е една од најопасните на овие надпревари, Тренто Бондоне, стаза од 20 километри со 190 кривини. И немате право да се качите со тркачки автомобил, значи ништо, све што ви останува е да научите визуелно во све да ви омозат. И како, од каде? Пошто ја немам финанси да одам месец дена пред тоа како другите да возат, да тренираат со обична кола, све. Да ја изодиш. Ги правам таа стаза, ја гледам цело време на онборд, на YouTube некој што има постирано и етапа по етапа ја меморирам во глава и цело време визуелно ја возам во самиот возак. Извини, што значи на онборд? Снимка која што е внатре од возило, од некое возило, чисто да ја видам. Наоѓаш таква снимка. Наоѓам што може. А тоа мислиш онборд, тука е снимката. И цело време и така ја учам. Сега не е само вие ќе ја научите стазата каде што е како, меѓутоа треба предвидите со која брзина треба да одите на тоа, каде да закочите, како да се поставите во кривина. Една мала грешка и вие сте готов. И сето тоа го склопувате и одите и правите рекорд на таа стаза. Малце е така интересно, да, меѓутоа така функционира. Пак несомнено е дека има и физички аспект, рефлекси, снага. Апсолутно, мора да ви е склопено. Види, можеби инерции, знаеш. Автомобилистите чудна појава е бидејќи стварно вие сте врзан во автомобилот, седиште, појас и све, не мрдате ни милиметар од тоа. А вие можете за возење од 3 минути да се направите утоп, да изгубите, не знам кој. Ја не знам како е тоа возможно, кој е тој напор. Имавме една ситуација да не знам, една телевизија чинам на трка во Хрватска или не знам каде беше, или во Шпанија ми поставија камера напред, иако не е дозволено да се става по FIA стандарди, дали добија некој дозволи или медиум некој беше, не знам, ми ставија камера да може да се гледа во очите како реагирам. Негде тука стаја у колата. И по некоја случајност јас не ни заприметив,
дечкото Коста кој што ми е во тимот, ја простудирал и вика гледај ситуација, вика во возење од 3 минути ја еднаш или два пати трепкам со очите. Во ситуација каде што возите со 200, да речеме, имате препреки, имате излетувања, имате враќања, знаеш, како наводно, две трепкања во целиот тој процес. А не си ни свесен не за тоа? Не сум свесен. Пробувам да ги држам очите, нема шанси. Ја ако не трепнам во 10 секунди или во 5 секунди, нема теоретски шанси. Онака у нормални околности. Ова, значи, буквално 3 минути возење без само 2 трепнувања. Кој е тој фокус, која е таа насоченост кон она што треба да е, стварно не можам да го кажам. Не знам. Можеби неколку пати сум рекол кога ќе ставам кацига, кога ќе ставам све она кој ќе ме врзат, бидејќи сум имал ситуации и претежно и сега можеби се дешаваат да ми дојде некој нагон на повраќање пред трки, некоја нервоза, некој страф, некој измешани емоции, знаеш, и едноставно сум имал ситуации да пред самиот надпревар одам да се исповратам, бидејќи ми доаѓа многу тешко. Ако ќе влезам, да речеме, го ставам, ставам кацига, ќе ме врзат, ќе ме стегнат све. Ресет, да, некој друг свет, нешто сосема друго што не би можел, не можам да го опишам, џаве, не знам како е. Некој друго ниво. Океј, добро, тоа што си знаеш за себе дека имаш дарба за ова? Гледај, намерно прашувам. За секој перформанс, секогаш е дилема колку е дарба, колку е вештина, колку е тренинг. Дефинитивно е дарба, бидејќи ја не сум возач и сум редок од оние кои што се мои конкуренти во светов на тркиве кои што сум возел, бидејќи таму постојат школи, таму постојат луѓе кои што плаќаат сериозни пари да одат на тие школувања, на тие обуки, академии, сето тоа. Ти немаш такво нешто. Ја апсолутно ништо не сум постигнал од тоа, све што сум учел, сум научил сам, благодарение на гледање, на мојот брат кој што бил со мене, луѓе кои што се околу мене, што сум собирал информации, сето тоа и тоа е тоа. Вау, мене ми звучи значи дека ти возиш на дарба, као поголем процент од обично. Дарба и сега веќе искуство, сега е веќе отидено на повисоко ниво, многу повисоко ниво. Да, нормално, влечаш многу искуство. Така да. Што е, глеј, знаеш како, дури за примерот со тркачот. Трка е најбољи тренинг. Так, апсолутно. Са нормално на стотици и не знам колку трки, ти ги имаш тренинзите, ама па, кој што кажа, немаш тренинг, а да не е трка. Немаш онака, чекај, сега ќе се сконцентрирам на тој елемент, си имам стазичка, затворено, сега ќе вежбам тоа. Ти тоа го немаш. Нема, апсолутно. Значи мора да се потпреш на дарбата. А дарбата е неописливо нешто. Нема како, не се толовува тоа. Вау! Сега мора едно ненормално, глупо и лаичко прашање ти постам, ама... Ако. На сите... Осеќам зашто се многу луѓе возбудени кога им спомнав дека ќе разговарам со тебе или па општо со автомобилизмот. Знаеш како им е? Сите возиме и си мислат дека сите имаат право да кажат плюс... Знаеш ко со фудбал. Сите сме мале фудбал умало и кога гледаме фудбал си мислиме дека све знаеме на терен и најболи критичари сме за фудбал. Слично ми е и со автомобилизмов. Да, сите возиме низ град, знам ја да возам и он знае ништо. Ама, у пакет со тоа, сите имаме и возено игрици. Так. Сега, има игрици, ама има и рейсинг симулатори. Так. Дали бар тоа го правиш? И ако да, дали колку толку се преведува тоа некое стекнување, што и да е вештината што ја стекнуваш на рейсинг симулатор, онака некоја адванст игрица наместено се, знаеш, и колку тоа се преведува у реалниот свет. Добро ти е прашањето и дефинитивно имам симулатор, имав и академија отворено пред да почне оваа пандемија, функционираше стварно супер и планот ми беше... Чекај, твоја академија да.
Стефановски Virtual Racing Academy. Имав, Вау. види, од негде када се почне, знаеш како е. Имав 10 симулатори кои што беа поврзани мрежно сите, сите можни патеки, сите можни стази, сите можни коли кои што ги има во ова беа И мрежно поврзани меѓу мрежно, себе се Имавме надпреваруваат. надпревари со странци кои што се сериозни тркачи, кои што се Јако! влезени во сим трките, да, и функционираше стварно добро. Симулаторот доста помага, да. Може да ти помогне во ситуација да научиш стазата, да видиш со која брзина сето тоа како, што функционира. Но морам да ти кажам дека последниве 2-3 години немам нерви за веќе ме гуши, почнува ме нервира тоа симулаторот кој ќе седнам да возам. Стварно? И можеби не сум го ни запалил не знам колку време, а го имам и дома, го имам и на работа, имам еден куп симулатори, да. Иако е стварно потребен. Можеби периодот поминат со трките, можеби сето тој период почнува да ствара некоја нервоза, која ќе седнам, веќе не ми е интересно, немам страф, немам, знаеш, симулаторот не може да ти долови ситуација каде што Г-силите се присутни, знаеш, и од тој аспект може би сум оној old school човек кој што сака да оди директно на трка, баш она да го осети моментот на страф, на сето она што се дешава во текот на возењето. А симулаторот како симулатор, да, можеби ќе седнам, ќе извозам ќе поминам некое време, но не е тоа. Дали тоа е така за тебе, затоа што ти веќе имаш премногу real life искуство, ама кога би го преформулирале прашањето, ако треба, например, да даеш совет на дефинитивно млади, помага, апсолутно. Апсолутно многу помага, да. Треба да вметнат у тренингот, што би им Дефинитивно помага многу во возењето, апсолутно. Друго нешто што би им препорачал на некои такви нови амбициозни деца? Нема што, секој нешто сака да се пробува автомобилизмот, пред се е потребно да се расчисти со она дека она што го кажа ти. Знаеме да возиме, има многу луѓе, ја да седнам, ево. Да, возилото е возило, сите возиме, да, меѓутоа мора да разберат дека тркачкото возило е сосема различно од обичното возило. Машина е тоа. Значи не е само машина, него концептот на функционирање на возилото, Г-сили кои ги прави со сите тие гуми, сето тоа е мора да го знаете за да успеете во тоа. Мора да знаете во текот на надпреварите како да ги греете гумите, како да ги ладите, како да ги сочувате, каде да напаѓате, значи тоа е процес на умствено победување. Не е само седни вози по цело време држи газ, пон газ, мава и ова. Зборам чисто за кружните трки, бидејќи е многу потребно. За ридско-брзинските трки, каде што се надпреварувам сега, тоа е една дисциплина која што е, можам да кажам, една од најопасните. И таму нема калкулации, бидејќи возите на време и во моментот од кој ќе трнете дека застанете, сам сте на патеката и мора да даете фул максимум од почеток до крај. Нема калкулации, како во кружниве трки, да речем имате 30 круга, па ајде 2 круга лади гуми, па греј гуми, па прави стратегии, да. Овде нема, овде мора да сте фул. И тука треба да сте паметни, спремни да знаете во кој момент се гумите загреани, бидејќи не е дозволено да бидат поставени греачи на гуми. Температурата е од 0, тркачките гуми мора да направат температура за да почнат да функционираат и да работат. Пред тоа секако да возите со летни гуми на снег. Значи до толку лизга автомобилот и треба да имате искуство, сето тоа да осетите веќе кога гумата почнува да функционира, да можете вие стварно да направите атак на самата стаза. Предпоставувам има и многу теорија позади ова, теоретски познавања. Инженерите кои што доаѓаат, јас сум имал ситуација да плаќам инженер 7000 евра од надпревар, да, бидејќи Што е неговата вредност, што ти помага? Многу, претерано многу, меѓутоа ситуација е каде што и они за тие пари не ви ги даваат сите информации ако не сте во тие тимови, да, бидејќи инженерот е најпотребната ситуација во трки. Тоа може да ви каже во ситуација на било која кривина на стазата, дали со таа брзина што вие поминувате таа кривина, дали може да отидете плюс, бидејќи гледа Г-силите како се понаша автомобилот. Такви ствари анализира. Апсолутно све. И ви кажува во кој сегмент мала отстапка на гаста, колку губите, колку секунди. Обично како се состои еден разговор со инженер, возите, да речеме, возите
прва сесија, еве тренинг или било што, излегувате автомобилот, он се приклучува на автомобилот, ги вади сите параметри и компјутерчето оно да, што е. апсолутно, и ти вика остави ми 20 минути или пола сат и ти прави детална анализа ЕКГ на срце, точно ти кажува во кој сегмент, кај да губите, кај треба да направите, во која кривина, И ти што да се доаѓа со направи, ти извештај, кажува да. со извештај. Да, и ти вика во оваа кривина си поспор затоа што влегуваш, не знам, со 2 километри поспоро, побрзо, имаш побрз излез, имаш побрз влез. Аголна проуч, такви Тоа ствари. повеќе ќе ве излуди отколку што ќе ви помогне во тој момент. О. Меѓутоа сакам да ви кажам, оние луѓе кои што работат со инженери сериозни, тоа им е Чекај, ти после тоа треба да меморизираш? да, апсолутно правиш све Се во од мозокот 190 знаеш. кривини, Да. ваму плюс 1, Да. тука минус 2. Да, кај си изгубил, што си изгубил и тоа е тоа. О мај гад, е. Да. А, мислам, не дека до толку немав представа, скрос имав представа до која обсесија и перфекционизам би го барало ова, баш заради фактот што знам дека е живот или смрт, знам на колку тенка граница мора и машината да ја возиш, и своето тело, и се, ама пак, не знам, со некои детали ме изненадува, шта менталната спрема изгледа. Теоретската. Сега да речеме во овој период каде што се овие надпреварување, јас немам инженер бидејќи премногу кошта за да можам да го платам во овие надпреварување ваму каде што сум сега, и сето тоа го правам сам бидејќи имам доволно искуство, знам до кој степен. Обично моите механичари им кажувам колку да направат притисок на гумите, зависно од температурата. Ако се смени 2-3 степени во температурата или температура на асфалт, вие мора да смените температура на гуми и тоа страшно влијае. Може да имате најдобро време во прва сесија ако температурата, да речеме, на асфалтот е, карикирам, 20 степени, ако дојде до 25, со истиот сетап на возилото ќе бидете последен, затоа што мора да коригирате. Наука која што нема крај. И сега ти ги тераш тие детали. Па да, ја им кажувам колку да ги напумпаат гуми, колку гориво, колку Ти си да го инженерот, сетапат. ти си- Да, па бидејќи едноставно имам доволно искуство направено, секогаш може подобро. Да го имам и тој инженер, може би ќе имам и уште подобри Да. перформанси на трките, меѓутоа сакам да ти кажам дека во сегмент на овие надпревари сега, каде што не можеме да си дозволиме да имаме инженер на секоја трка, дефинитивно јас сум тој што ги координира како да направат сетап на возилото, што да направат и така. Сега баш ме подсети и Мишко, поздрав до Мишко, имаше прашање за ова, а и ја имав детали за екипата околу тебе. И сега ја спомна неколку пати. Знам, него конкретно прашањето му беше која е структурата на тимот од аспект рейс директор, еве спомна имам. инженер, ти си возач, имаш механичари. На кружните Сега, у најдобрите ова златна доба, да речеме, на Стефановски рейсинг тим, каква е структурата на тимот? на кружните надпревари требаат многу повеќе луѓе. Дефинитивно, таму имавме тимот некои си 16-15 луѓе околу мене на секоја трка. И која е структурата? Менаџер, Структурата, рейс директор? кувар, двајца возачи за камионот, еден човек кој што е задолжен за гориво, бидејќи цело време треба да се зима гориво, мора да имате гориво. И тоа исто тешка филозофија да направите, да ставите гориво точно кога ќе завршите да бидете нема. да нема. А мора да имате некои си 100 грама затоа што ви прават контрола. Ако останете да не може да се извади гориво од возилото, од специјалната пумпа дисвалификација. И многу е битно да го израчуна сите тие дали ќе има safety car, колку би се потрошило ако е поладно, повеќе троши возилото. Цело време човек запишува. само за тоа Имам што го човек прави. кој што цело време запишува колку се троши на секоја сесија едно друго, за да бидеме, кога ќе дојдеме на мерење на крај на трка, што се вика без гориво, но да не паднеме во проверките, ме разбираш, да Добро, сме а точни. оноа другиве директори, менаџери? Имам човек кој што е задолжен за гумите. Цело време на кружните надпревари трошите по 16 гуми на викенд. Менаџирање на гуми 500 евра една. 570 една. И плюс ако Па, заврне, близко и плюс сум ја ако го заврне дождовни треба да купите, да. Зборам за суви гуми.
човек кој што е заложен за гумите, секое застанување во бокс, мерење на температура на 3 точки, запишување, колку за ситуација од еден круг колку се загреваат гумите, зависност од надворешната температура, цела филозофија. Имам човек кој што е заложен за готвење. 16 луѓе да ги спремите да готват, за пазарење, за готвење, за сидите. Имам човек кој што е заложен за инженер. Имам човек кој што е заложен за оној што кажуваш комуникација со рейс директорот, бидејќи секогаш стигаат некои информации, брифинзи, мора да бидете, да се појавите на сите тие настани, сликања, поздравувања со специјални спонзори кои што се дел од првенството, потпишување на автограми и сето тоа мора да ви го организира некој, бидејќи ако не се појавите таму имате казни. Што е и цело време човек кој што е во комуникација со нив, прима мејлови, човек кој што е задолжен за компјутер за дијагностика, штампање на информации, такви работи. А тој со тебе што збори? Со мене збори инженерот. Кој што е со мене, да, претежно инженерот е на комуникација со мене, механичари, на секој тркало по еден механичар, бидејќи има ситуација кој ќе дојдете мора да ги смена тркалата, нови гуми, тоа е претежно се работи за квалификации, знаеш, менјавате, правите неколку круга, бидејќи вие кога ќе ставите нови гуми, опцијата на тие гуми, најдобрите перформанси се во првите 2 круга. И ако направите грешка таму, после не може да направите добро време, така да премногу луѓе кои што мора да се уиграни, точно да знаеш што е, како еден ако направи грешка пропаѓа цел план што сте го правиле. Што е ова рече дека е за како рече, која лига? Кружните надпревари, а со рицките? За рицко-брзинските ми е многу полесно бидејќи со мене доаѓа до 5-6 души. Имам фактички двајца возачи на камионот, двајца до тројца механичари од трка. Зависи, тука немам потреба од кувар, можеби да дојде некогаш бидејќи подготвуваат дечките што се со мене. Така да 6 до 7 души, зависност од која трка, зависи кај се наоѓа трката. Ако е во Шпанија одиме повеќе луѓе, бидејќи Шпанија и Португалија се седи некои 20 дена, 25 дена таму и таму сме поголема екипа, бидејќи е стварно потребно поголем ангажман на луѓето. Ама во овој сегмент сме многу помалце луѓе во однос на кружните надпревари. Така. Сега сакам еден транзишн, една транзиција во наредната тема, а тоа е дека малце на страна трките, ти си бизнисмен, предприемач, имаш веќе една, две повеќе фирми, малце подсетиме. Кажи ми на кратко детали за нив, во која област е, како што и после во област на колите, да. Имам фирма, компанија која што ми е фамилиарен бизнис фактички, тој заедно со моите родители и мојот брат, имаме сериозен. Едни сме од најголемите добавувачи на резервни делови за автомобили во Македонија. Тоа е ЛП? Да, ЛПР, така е, таа компанија, да, и во склоп на тоа имаме сервис за возила. Све нешто поврзано за било какви возила, резервни делови за сите возила и резервни и сервис за претежно за сите возила. И ова е нормално ниво, ова нема врска со трки. Не, нема врска со трките. Сервисот искочи во спонтано, бидејќи сето она што го направив како сервис беше прво припрема за моите тркачки автомобили. Имав луѓе кои што беа мои механичари и тие едноставно си викаш дај направивме нешто да функционира, да може кога немаме трки да па и тај дека се стварно добри професионалци и добри механичари. И ете некако го споивме сето тоа и тоа е тоа. Во слободен период кога немам трки сум активен. Помага некако бизнисов и во сега веќе не, меѓутоа во почетоците да и те од таму беа набавки. Па од таму беа, да, нормално, знаеш како е тешко е сите тие финанси доаѓа од таму. Но ти си, ти фамилиарна е. Која е сега денес твојата улога во таа фирма? Јас сум менаџер на фирмата, заедно со мојот брат, генерален менаџер, комуникација, да. CEO. Кога не сум така, кога не сум на трки, апсолутно сум посветен таму. Како што кажав, заедно со мојот брат ја водиме и ме радува што сме и таму едни од најдобрите во таа област, да. Во таа предприемачка сфера, нешто друго бизнисчиња? Не, немам. Тоа е, мојата супруга си има бутик за женска гардероба и помага ми во тој аспект, во тој дел, колку што можам кога имам слободно време да отидеме да помогнам со некои мои лични
сугестии околу робата што би требало да ја набави, да. И најголемото и најнешто што ми значи во животот и што сум најгорд, татко и родител на 2 дечиња. Да, како не. Тоа е најголемата обврска од се тоа што го збориме до сега. Сега, зашо ме интересираше ово со претприемаштвото? Оти зборевме многу за екипата и важноста на луѓето околу тебе. Свесен си, сите сме свесни, ниеден успех не е резултат на еден човек. Секој успех има сериозна, посветена, добра екипа позади. Ти си одговорен за екипа на тркачкото поле. Ама во исто време си предприемач и на по-нормална фирма, да речеме, кај што пак кажи речи исто му доаѓа. Ти си одговорен за екипа луѓе што треба да функционира ефикасно и оптимално. Очигледно оваа тркачкава помага многу, има успеси. Како предприемач и лидер на луѓе, на екипи, на тимови, make sure, се осигуруваш дека екипата е оптимална, дека тимскиот дух се одржува, како има ли селекција на правилни луѓе, мора да осетиш дали се уклапаат добро или не. Знаеш, како функционираш на тоа поле во градење на тимовите? Се трудам секогаш она што е, види, голем дел од аспектот од спортскиот аспект го применувам и во бизнис. Така и предпоставав. И кои се некои елементи што како и во све што функционира, мора да имате човек кој што ќе ја бутка работата секогаш, кој што ќе биде мотиватор во одредени ситуации кога знаеш како е, можеби психички, физички, покрај ова се тоа што го имаме денеска, пандемии, кризи, сите тие работи, знаете како се луѓето депресивни во овој момент. И мала незгода може да дојде до колапс, да таа негативна енергија се пренесува од човек на човек, да немате хармонија во работата од луѓето, сето тоа. Ти си тој мотиваторот, ти си тој, тоа сакаше да кажеш. Да, можам да кажам дека сум секогаш да ги охрабрам, да не се откажуваат во ништо, дека има ситуации кога губите, кога победувате, дека не може секогаш да бидеме во нагорна линија, карикирам со промет со сите тие работи, знаеш како е. Некогаш делува и негативно кога ќе немате работа, но не е по ваша вина, знаеш ситуацијата, пандемија, едно друго, и доаѓа до страв кај луѓето дали ќе задржат работно место, дали ќе опстанеме како фирма, знаеш, има периоди кои што мора да им ги мотивирате луѓето и да им дадете до знаење дека све може да се издржи, дека за секој проблем има и решение, така да мора да го правите да како сакате. Да нема страф од грешки, да абсолютно, се учи, мора да им да дозволите на сите. Јас се слагам, апсолутно. Мора да им дозволите да се искажат. Јас сум човек кој што сака да ги слушне сите мислења. Така. Кај мене има и луѓе кои што се задолжени за хигиена на фирмата, за сите тие работи, и кога имам состанок, јас сакам да ги слушнам мислењата и нивни, бидејќи некогаш и тие мислења ќе произведат да функционираме многу подобро од што сме денес. Така да, во принцип сум позитивен човек, гледам секогаш да видам да извлечам позитивно и максимум од човек кој што не му е денот, или да го расположам, или да му дадам малце кураж, понашки што се рекло, да може да функционира како што треба, но од друга страна сакам да се врши работата професионално. Така. Она што сме го кажале да биде направено како што треба, не сакам ескиватори, не сакам манипуланти, не сакам тоа, сум алергичен на тој тип на луѓе што сакаат да се провлечат едно друго. Ги препознаваш лесно или обично знам да проценам што е, како е, да, меѓутоа и сум човек што ќе каже директно во очи, нема скриени кај мене зборења, ако нешто мислам за тебе ќе ти кажам во очи, ќе решам проблемот одма, каков и да биде исходот на крај, дали ќе биде добар, лош, нешто сакам да го решам одма моментално. Не сакам да оставам да стои под тепих. Прав лидер? Така не знам дали прав или не, меѓутоа до сега така сум функционирал и мислам дека е тоа. Знаеш у која смисла ми дое тоа да го кажам, постојаната свесност за состојбата на другиот. Иако си ти, знаеш, лидер не е тој што е напред.
Лидер е тој што е позади Так, и бутка. апсолутно Ти се така слагам, и почна. да, Да ги апсолутно. буткаш. Апсолутно И се слагам и Од тој аспект ми дефинитивно дое. дефинитивно Знаеш, тој радарот, тој сензорот за како име на нив, ти е нон-стоп уклучен. сакам да се чувствува, да го сетат, без разлика дали е во тркачкиот тим или тимот на работа кој што се состои, да се осеќаат дека тоа е поврзана фамилија, дека се сите едни за други, да може да си помогне, да нема некој си кодошење, тугжакања како обично што функционира во светот, ме разбираш? Да. Него да имаат отворени ставови, да си каже секој што мисли, да си го искаже ова во нормала, Без сето што е осуда, без апсолутно, стравови. да. И да мојата желба е да луѓето околу мене се чувствуваат среќни. Ако они се чувствуваат среќни, тогаш јас ќе бидам најсреќниот човек. Ако они не се чувствуваат среќни, а јас се чувствувам без разлика, ако може да сте и најдобриот и све, ако луѓето околу вас не се задоволни од она што го правите, немате ефект да живеете, бидејќи сте обкружен цел ден со тие луѓе, со нив треба живее. Да, и треба да впиваш таа енергија. Не иако енергијата, не е него убава. мора да се има разбирање да се помогне на сите оние што се околу тебе, дефинитивно. Cool. Идеме назад. Инциденти. На почеток спомна некаков инцидент. Прашањето ми е буквално само така ми стои. Инциденти. Имаш, немаш, дај ми некое сеќавање, страшно, не страшно. Ги имало многу, има и многу. после имам на што да се надоврзам, ако Јас ми сум раскажеш. Тип на човек кој што може би во одредени ситуации премногу ризикува. Може би затоа сум го постигнал и сето овој резултат што е направен и сите овие Збориш успеси во тркачките, во тркачките. услови. Мада и во И приватниот. во живот. Да, и во животот сум таков човек да сакам да ризикувам. До сега, фала му на Господ, сето тоа искочило на некој позитивен ефект, иако сум имал излетувања, зборам за професионалноста, за автомобилизмот, за професионалниот спорт, ситуации каде што сум имал сериозни излетувања, ситуации каде што под наводници сум можел да Не треба да си жив, а? да, дефинитивно излетувања кои што Дај пробај да ми отсликаш како па изгледа нема што да ти кажам, Ти си у кола, 2010-та, 2012-та, возиш. не знам кој момент на трка во Крушевац со возило кое што е многу послаби перформанси од другите кои што беа во истото надпреварување, бев на некоја си секунда во разлика со првиот, ја бев втор, Добро. ама возилата кои што беа до петтото место беа далеку помоќни од моето возило и сега вие доаѓате со послабо возило во ситуација да се борите за генерален пласман, да ги победите возила кои што имаат по 200 конски сили повеќе од вашето, разбираш. И едноставно тоа е оној проблем што ја не знам кај ми е мојата граница. Сакам секогаш да одам над моите можности. Со и тоа над возило, можностите на со колата, тоа возило границите. може да постигнете тоа време. Вие сте направиле уште подобро време и сакате да направите уште подобро време. Така И да што се деси? во прва трка викам бев втор, втората трка да направам уште подобро време. Ништо, едноставно не беше добро исчистена патеката од страна, мислам не е тоа кривица на организаторот, можеби под наводници некоја да, меѓутоа кога ќе одите 110-120% повеќе од она што дозволува автомобилот, тогаш сте вие будала. И едноставно излетав, имав тумбање некој, не знам, 8-9 пати претумбување, за среќа Вака моја. преватување. Да, го има и снимката има на поставена на YouTube, така да може да видите. За моја среќа излета во нива која што беше со пченки, со такви чуда, немаше карпи, немаше камења, немаше дрва, иначе дефинитивно немаше да видам тука сега кај што зборев, по она што ќе го видите. И што е најинтересна случка на кривината кај што се тумбав, мојот татко седеше и го гледаше сето тоа во живо, а некој човек од позади па го снимал него. И може да замислите каква е ситуација да го гледате Реакција синот. има од него. Да, го има како се држи за глава. Знаеш, малце така чудна ситуација, но за среќа искочив од возилото. Присебен, да, има снимка, може да Без видите. повреда, ништо. Без повреда, да. Дури се качив на возилото, се сликавме, ме земаа со брза помош, сите оние прегледи, дури не им беше јасно, возилото беше скрос уништено. И прегледите ги поминав оние одма
брза помош, сите тие работи. За среќа немав ништо, имав набиеници на нормално од појасите Кај каде си што бил си врзан, модар, да. имав болки кои што стварно после тоа беа доста јаки, но за среќа немав некои видливи повреди и останав жив. Тоа е тоа. За да после таа трка возилото беше тотално уништено, ме фати инат, имаше трка која што се возеше за европскиот шампионат во Хрватска. И само што стигна во Скопје, го собрав цел мој тим, сите мои луѓе, да го растураат возилото, да Исто се во набавуваат смачкано. истото возило. Отидов после 2 дена во Бугарија, обезбедив ново возило такво, лимариски, го сечеа, го склопуваа за после тој удес за 2 недели да бидам спремен за трката во Хрватска. Отидов таму со истото возило направено топ и победив и поставив рекорд. Победи. Да. И Човече, поставив рекорд, ти да, си тоа беше малце нормален, така. ле. Во трка со време, знам дека пред да трнеме дечките што го лепеа возилото, се будат, ги креваме вратите од сервисот 6-7 сат, сонцето изгрева, страшно некој период таков. Колата не склопена уште, товарат, екипа, беше она баш 300 на сат. Дека знаеш што ќе те прашав, после таков инцидент ти имаш и психички ефект Не некаков. делува тоа. Сум имал безброј удари, кај други возачи можеби да имаат страф од кој ќе се удрат едно друго, кај мене не. Не ти треба некое време на Не опоробување ми да треба се апсолутно ништо. справување со Да имам страв со возило такви. би седнал истиот момент и исто би возел. Тоа Нема. тоа би го рекол дека е пак нешто со што природно си се родил или е резултат од многу искуство. Не знам, може би резултат на будалаштина, може би во одреден Не, момент треба стварно нешто- да ставите рачна, но не може. Така функционирам, Малце така сум жичките функционирал. така Да. ти се испрограмирале. И ти викам, тоа е еден голем предизвик за во рок од две недели да го склопиме возилото, тотално уништено возило, го направиме и да отидеме на трка. Мислам дека и таму на првиот тренинг на самата трка го пробавме возилото. Не ни знаевме дали функционира. Механичарите работеа, средуваа све и изборам во трка во европски шампионат каде што конкуренцијата беше плафон јака. Вау. Да. Чекај, дај ми 2-3 секунди Интересни да го работи. впијам овоа. Вау. Зборевме за визуализација, дека тоа дел од твојот тренинг и такви работи. Ама има, ја прилично често го поставувам ова како прашање, како тема за разговор, тренинг за умот и духот. На страна техничките спремања за ивентот твој, за трката, што е визуализација, сепак умот се состои од, не знам, справување со страф, соочување со смрт, не знам, имаш и духовна некаква сакаш на што сакам Те да сваѓам прашам, апсолутно. како се спремаш психички и духовно за да си онака целосен? Види, психички и духовно. Немам подготовки кои што ги правам. Можам да отидам од работа да бидам на работа фул и да отидам да заминам на трка са бајлето или ова. Некои ритуали, може би ритуалчиња. Ритуали имам, сам уверен сум многу во одредени ситуации, внимавам на тие некои работи што ме прават да сум сигурен во самиот себе, да. Пример, ритуалчиња или ете што Пример, внимаваш? види, пример, не можам да ти кажам пример, но секогаш да речеме се трудам да отидам пред надпревар во црква. Е така, тоа е тренинг секогаш, за духот, значи нешто ти прави секогаш тоа. се трудам да иако не можам некогаш да отидам зависно со ситуација едно друго, секогаш се прекрстувам да речеме пред надпревар. Како мислиш дека тоа ти помага? да Ти дава речеме, смиреност ова некоја? го носам од мој 15 години и иако не е дозволено да го носите вие да речеме на надпревар Не. нова, да, обично ФИА казнува за тоа, јас Што го криеш? па не го кријам, него си го носам тука, не можам, ретко да сум се тркал без него. Ми дава некоја самодоверба, не знам зашто. Иако е сега можеби излезен од мода златни ланци во тоа време едно друго, ја ако излезам без него ми се осеќам Ама не е како само златото, претпоставувам и нема символот везе, ти да. значи нешто. Па затоа викам, во овој момент не би носел злато, не би сакал да носам Океј. толкав ланец или било што. Меѓутоа,
крстот како символ, она што Е, го кажа како нешто што ми дава самодоверба и осеќам дека ме штити, ради тоа и го носам. Така и на трките. Си имам ритуали кои што ги правам секогаш и кои што ми даваат, можеби не значат ништо, но ми дава самодоверба да се осеќам силен во одредени моменти, да. Што на крајот на денот е многу важно. Дефинитивно. Ако ти си полн со И сомнеш на старт. верувам дека постои некоја таква енергија, дека не знам, ви ги средува мислите пред самиот надпревар, она што викаш трема, страв, сито тоа може би Сакаш го да си става во на некој. допир со таа енергија. Дефинитивно да. Вау, јако. И да речем имам ситуација каде што секогаш пред надпревар ја облекувам прво левата чорапа, левата патика. Оние Бидејќи ми е потребна Как за се кочницата. Знаеш, имам некои ритуали такви кои што како се вика? Суеверија. Суеверија, да, Еј, тоа е многу познато за што поврвен атлета, перформер. Имам такви некои ситуации, ти викам кои што ги правам, кои што ти даваат некоја самодоверба да можеш да излезеш во тие ситуации, да. Скроз верувам у ефектот на тоа. Оти посебно што спортот ти зависи од огромен процент состојбата на умот во тој момент. И сега ако тебе некоја под наводници банална работа како прва лева патика, тебе ти го дава тоа, нема тука да збориме дали е без врска или не. Врската е таму и ти кажуваш дали ја има или не. Така што баш и такви ритуелчиња ме интересира. Тоа, јас за тоа викам дека е тренинг за умот и духот. Апсолутно. Колку и да се банални и смешни. Се слагам апсолутно. Тоа е посебно нешто што преминува во ритуал. Ритуал, има молитва која што си ја кажувам пред секое од кога ќе влезам во автомобилот, сакам да сум сам. Од кога ќе влезам од луѓе, од механичари, од тим, од све она што е сликање, сите тие работи. Влегувате во возилото. Колку минути имаш тука? Краток период е тој. Тој ти е негдека 5 минути додека се седиш стрнете, и чекаш чекате и почнува циркузот. Тука не знаеш што те чека, не знаеш дали ќе завршиш трка, не знаеш ситуации врне, не врне, хаос. И тие 5 минути, значи пробувам да се ставам на едно ниво друго, И си имаш молитва истата си секогаш кажувам, или? секогаш тоа што си го кажувам ја, што мислам и дефинитивно тоа ме носи во некој друг свет каде што сум опуштен максимум. И каде што се осеќам најубаво во тој момент во колата. Не знам како е, што е, не знам, не ти го кажувам како што ја го осеќам. Можеби нема ништо, меѓутоа, ете. Тоа е тоа. Не викај така. Не, сакам да кажам како делува. Знаеш, има луѓе кои што не веруваат едно друго, меѓутоа, тоа е тоа. Знам дека нема зборови што го доловуваат тоа, ама ефектите се и такако докажани и важни и дел од успехот и перформансот. До толку ме интересираат, знаеш, мене. Да останете цврст во тие моменти, да ви го направи мозокот малце да ви ги растерети тие мисли, знаете, кога си имате такви ритуали кои ќе ги кажете и кои што верувате во нив, ве прават посилен, предпоставувам, во тој период. Колкави ти се децата? Па машкото Олег ми е 15 годинки, 14 фактички сега во 15, а девојчето 13. 2 години разлика. Не, случајно и они имаат нешто интересно. Олег почна со картинг од едно друго, меѓутоа искрено ќе ти кажам ја бев кучницата која што стварно. Па обично некако така оди, знаеш, не сакам да ги повторува истите. Премногу тежок пат, премногу трнлив пат, премногу вложување во не знам, предпоставувам дека се тоа што сме го направиле овие години заедно со мојот тим, ја и мојот тим, ќе дојде некако ќе се види тежината години подоцна, знаеш? Мислиш дека некогаш се уште не знаат колку е тешко, колку е постигнато, знаеш како е, мислам дека ретко кој би можел да го постигне тој резултат од тука, зборам од Македонија, да просперира овој тежок спорт, спорт каде што има, каде што зависите од пари, кои што се борите со не само конкуренција, него со тимови кои што имаат премногу пари, кои што
се научени на секакви игри, на секакви, бидејќи Не кај кеш што да се помине работи. низ тие... Да, и не сакам да го помине Да, тој ја. пат, зашто знам колку е тежок и Ама, едноставно што и да одбере, ќе го охрабриш да е all in. не апсолутно нема Како тебе, тука. ти Не, си не. all in. Се слагам, јас дури ако реши да трне во овој свет на трките, нема да го застанам Аха, не скроз, сме ме уште разбираш. до таму. Не сме уште до таму, он е сега во друга сфера со компјутери, со тие работи. Меѓутоа, доколку што и да одлучи, апсолутно дека ќе го поддржам. Да, сметам дека резултатот и успехот кој што го имам ја направено не е доволно ценет тука за да не знам како го отидете на некое друго ниво, ме разбираш. Така. Со овој резултат што го имаме направено да сме ние во некој од европските држави, ја нема да мислам за спонзори, нема да мислам за луѓе околу мене. Знаете како овде цело време некако омаловажуваат во тој аспект и малце е потешко да се изборите. И со конкуренцијата таму и со луѓето кои што се тука. Едноставно имате на две полиња борба. Да. За тие автомобилистите, така се вика? Да. Фанови на автомобилизам, дај ми некои интересни технички информации за возилото, не знам, коња, кубика, забрзања, знаеш, статистиките. Сега во моментов ова што го возам, тоа е 2000 кубика мотор со 350 конски сили. Тоа е такво првенство направено каде што сите возила мора да се во таа мора да е 2000 мора. со 350. Така, не сме да отстапува и тоа е тоа за да бидат идентични возилата. А возилото е лесно, полесно него сериски. Тони 100 и нешто, тони 200 од прилика. Не е многу лесно, бидејќи имате ролбар, сите она, има доста сегменти, но и како е брзо. Да, ова е возило подготвено за надпревари на кружни надпревари. Иако јас сега возам на ридско брзини и постигнувам добри резултати и со него, меѓутоа првенствено е подготвено за кружни надпревари и да може да функционира и едно од најдобрите, мислам, категоријата на тие возила е најдобро подготвена за кружните надпревари. Дефинитивно се стварно со не Hyundai-то, имам и Seat исто кој што е подготвен за тоа. Од Seat Sport веќе имаш или? Да, имам. 2018 прво настапував со Seat, па потоа го купивме Hyundai-то 2000. Да. И ги имам и двете ми се тука, така да се идентични возила, но перформансите им се слични, зависност од кој стил на кој возило, на кој надпреварувач им одговара. Иначе, Мицибушито кој го возев предходно беше со 430 конски сили, 4x4, да, тоа беше прав звер за возење. Но интересно е што со ова возило правам подобри перформанси него со Мицибушито што било. Зашто? Затоа што техниката на ова возило, преносот на брзините, се тоа што е подробро е направено да биде снагата со брзината која што ја покажуваш на патеката да биде ускладена. Знаеш како џабе да имате многу конски сили на возилото кога многу шлајфува или сите тие работи. Ова е направено некој склоп на возило кое што стварно функционира добро. Не знам за наредна година како ќе биде, можеби ќе настапиме со некое возило друго. 280 е со овие возила на 280. Да, 280. А што друго би сакал да знае некој 280. Па тоа е тоа, користите специјално гориво кое што се користи само за тоа, не можете да ставите гориво. Како не е дизел, не е бензин, Не, бензин е, меѓутоа купувате гориво кое што е на тие трки мора да имате специјално гориво. Не смеете да ставите онака како што сакате вие. Купувате гориво таму. Трката одредува кое е горивото што го користите. Гуми, гориво, купувате од еден добавувач. Тоа ми звучи како баш фер, онака изедначување на полето, за да биде за да имате си перформанси. Некој формула, некој има 50 милиони, некој има 3 милиарди. И околу тие сегменти, 8,5 евра, може би сега е 10 евра, не знам, литро гориво, гума ви е 570 евра, 508 може и поскапа сега, не знам точно како е, не знам што друго да ви кажам. Спомна дека е за кружните, оптимизирана. Да.
Што би било поразлично за да е за ридски За ридските пооптимизирано? патеки имаме друг менјач кој што е пократок од овој, нормално пократки брзини. Рачкат менја или? Не, зупчениците на односот на брзините е пократок. Оу, да бе, ствар, ко со точак, Е, така. Односот на на брзините преносот така, збориш. односот на брзините е пократок. Максимална брзина на тој пренос на ридскиве е 220, 225 тука е негдека. Меѓутоа убрзавањето е страшно побрзо, кратки се брзините, да. Тежината на возилото исто модификација некоја се прави што може полесно да биде, да. Тие нема некои отстапки од ова од кружните надпревари до ридско-брзинските, зборам за овој тип на возил. Ќе видиме ако останеме наредна година со ова возило, ќе правиме некои модификации како би изголемиле перформансите во оној домен што е дозволено, или па би набавиле ново возило, не знаеме, се уште сме во дилема. Значи веќе имаш планови за наредна година, пак е ридско? Не знаеме уште. Стојат опциите ридско, стои опција кружни трки, стои опција и рели. Ќе видиме како ќе се насочиме. Дали е дозволено на повеќе да учи? Или ако одбереш едно мора да е... Не, нема везе, може да А ти ако учествувате на сакаш можеш и сите. на тоа да возиш, Тешко и да на биде тоа. да обезбедиме финанси. Ако обезбедиме финанси и доволно број на средства и доволно спонзори, ја би се надпреварувал на сите три, да. Ама ако се имат се преклапаат ли Па некако негде се исти ден? преклапаат, негдека е недела за недела, така да. Би ги возел Све сите. би возел. Вау. Ќе видиме како ќе биде, имаме планови, па све зависи како ќе искочат математиките. Ја и ти пишав кога те побарав дека уште на почетокот на сезоната и прво на LinkedIn ми се појави, што ми дое многу интересно, после тоа на социјалниве, ама одма имав желба да разговарам со тебе, ама те гледав буквално секој ден негде. Сикам џабе ќе му пишам на човекот, не е ни тука. Овој викенд таму трекава. Премногу патување е ова. Некогаш фамилијата доаѓа со тебе, некогаш не, колку време си одвоен, како се справуваш со тој аспект? Затоа ти кажав дека не би сакал мојот син да го поминува се тоа. Тежок е стварно периодот да од Македонија настапувате на трки кои што се во Европа, кои што се треба патувате по 2000 км да стигнете на тркачка стаза. Фати камионот до Португалија. Врати се, фати камионот, отиди у Полска. Имаше ситуации каде што од Скопје тргаме до Италија, таму ми се подготвува автомобилот, ги оставам дел од тимот во Италија, ја продолжувам на трка во Чешка, па да они дојдат ова, значи околу 2500-3000 километри во без застанување, што се вика во ден и пол да ги поминете без пиење. Напорно, сето тоа е напорно, стварно е тешко, но се трудиме некако да го изменаџираме, да направиме како што треба. Од друга страна, имаме дополнителен терен, бидејќи представувам сериозни компании кои што се мои партнери и спонзори во сето ова. Мора да ги испоштувате и нив. Па не притисок од нив, они се стварно долги години со мене, меѓутоа мора да ги испоштувате во сегменти кога ќе прават некои денови, мора да се појавите таму, мора да одите на гостувања. Така, со станоци. Па нормално е. И тоа плюс. Да, снимања реклами, сето тоа е дополнителен терет каде што ви одзема од времето кое што треба да сте фокусирани за трките. Кога идевте на кај дестинациите кај што се трките, ти пали возиш или бар имаш возач? Не, имам и возач, ама возам. Претежно, јас сум човек кој што многу се плаши кога ме вози некој друг. Значи, возиш 2 дена? Да, возам. Се трудам секој да возам. Па таму на пред трк. Да. Вау. И одма штом заврши трката, возам за назад. Па назад. Да. Ретко да има ден да останеме некојаш после тркан. Одма чим завршува прогласување, се товариме и тргаме за Скопје и обично тоа доаѓа цела вечер возење, па другиот ден во Скопје, па малце одмор еден ден, па повторно работни обврски, па се спремаме за друга трка, па веќе во наредна недела тргаш, така, малце динамично и тешко. И те прашав од каде надимакот иđе? Не знам, од дете, Игор иđе, од тоа знам за мене, да, иđе, така ми викаат. Тоа е тоа. Епа, Игор иđе, не дека имав нула, никаков сомнеш предходно, ама ми појасни многу ствари
зошто си шампионот што си. Тој чемпион мајндсет и успех во другите полиња мене ми стана јасен, се надевам и на тие што ќе не гледаат и слушаат, ќе им стане бар малце појасно што се е потребно за овој перформанс и немам што друго освен да ти посакам се најдобро и со години да инспирираш што поише. Не мора ни во автомобилизам, мене ми се свиѓа посветеноста, упорноста, трудот, тоа да се инспирира, па после у било која сфера ќе има перформанс. Ти благодарам пред се за поканата да бидам твој гостин. Баш ми е мило што отворивме теми кои што немам разговарано во други емисии. Мислам дека ќе дадеме некој мотив кај луѓето што се тука, оние што останаа во оваа држава да издржат и да сватат дека во све може да бидат успешни доколку стварно зацртаат и сакаат да бидат успешни во тоа. Успехот не доаѓа лесно, дефинитивно трнлив е патот до успехот. Ќе поминете безброј препреки, ќе сакате да се откажете во одредени ситуации. Јас сум имал милион опции и ми доаѓало да се откажам. Но битно е да ги имате правите луѓе околу вас, луѓе кои што ќе ви дадат права информација, права насока во одредена ситуација која ќе паднете и психички и физички, да ве задржат на ниво кое што треба да сте, а и самите да издржите во тие моменти. И дефинитивно ние сме нација на успешни луѓе, кои ќе зацртаме нешто, оно инат и менталитет може би преовладува да издржиме и да оствариме успех во секое поле во кое што делуваме. Уште еднаш ќе ти кажам, продолжи со овие емисии, баш ми е мило што искочивме од оној свет стандард на обични емисии, на обични прашања. Се надевам дека ќе биде гледана емисијава и се надевам дека повторно ќе разговараме за некои посериозни успеси во иднина. Фала ти многу, Ивар, ќе те оставам, си имаш многу обврски. Фала.